озвучуваме оваа книга. Само да го наместим микрофонот, која е Друм за Македонија. Тихомир Стојановски, тоа сум јас, професор на Факултетот за драмски уметности. Издадена во Скопје, Македонија, 1997 на Македонскиот полуостров. Значи, скоро пред 30 години и отвара некои работи кои, за жал, кажани тогаш во пророцка уметност, пишувана книга во Духот Свети, како порака за еден народ, неизвлечени поуки, до каде сме дојдени денеска. 28 страна, јадете Господа. Најнакрај се отвори амбасадата на една демократска земја во поранешнава. Велат бил вториот ден на пролетта. Престана да врне тој ден, дождот околу пела. Амбасадата се граничи со гимназијата. Не е далеку ни зоолошката градина. А во гимназијата гостуваше еден македонски театар со представата. Во зоолошката градина покрај кафезот со мајмуните се вселил еден човек од поранешнава. Амбасадорката не го изговори името на земјата. Оваа земја, онаа земја, велеше таа. Може би мислеше на Јонко Вапцаров и неговата песна. Оваа прекрасна земја, овој народ. Прочитајте ја. Мислам на песната. Човекот во зоолошката влезе во кафес. Може би мислеше на гимназијата. Таму се играше представата. Се вика ние. Се работи за нас. Како се именува, како се вика оваа земја? Може би мислеше на зоолошката градина? Или е тоа дел од културата на прагмата? Да не речам лагата. До која длабочина на бунарот за понижување ќе се спушти македонската душа? Човекот покрај шимпанзата ни беше сценограф во Скрби и утеха. Мајаковски и неговата дрвеница. Војна уште нема, а шунката се расипува. Јадете Господа, реплика од представата. Нешто се случува во Македонија. Како да не е завршена Балканската војна. На плоштадот Македонија, во кој се влева улицата Маршал Тито, која под привремено име ја викавме Македонија, се одвиваше демократската иницијатива. Оние кои ја сакаат демократијата и се потпишаа на безимената, земја убавата, може би мислеше на 200.000-ната фаланга или на она што ги менува знамињата и имињата. Може би некој ќе издаде налог да се поапсат оние кои се дрзнале да се потпишуваат и да ја дестабилизираат оазава. Велат дека проститутките работат под друго име за кога ќе се повлечат да им се изгуби трагата. Може би мислеше на железничката станица. На местото на кое денеска се наоѓа автобуската станица, некогаш се наоѓал стариот театар. Значи, ова е пишувано пред да се возобнови маната. Го урна се едно дали земјотресот на громовникот Зевс или социјалистите на Лазета. Недалеку од железничката станица виси едно знаме на една зграда. Истото знаме виси уште на една зграда во центарот на градот карши стоковната куќа Скопјанка. Пред тоа, пред една друга зграда карши паркот на жена борец, се лулее знаме кое се разликува од претходните. Што мислите, кој е на поранешната, а кој е на Македонија? Не се работи билки за една иста земја, онаа убавата, Вапцаровската. Едно од овие знамиња игра во представата ние на театарот Скрби и утеха. А беше еден пролетен ден. Бедни луѓе, понижени и навредени, записи од мртвиот дом, записи од подземјето, наслови на Достоевски. Мој Фјодоре, армакедонецу мој. Ве подсетува ли ова на една убава земја, на еден народ, на Никола Јонков Вапцаров и неговата песна,
на зоолошката градина, на демократската амбасада, на гимназијата, на автобуската и железничката станица, на шунката која се расипува, а војна се уште нема, или трае војната. Јадете Господа. Велат дека проститутките работат под привремено име за кога ќе се пензионираат да им се затури трагата. Кои сме ние? Реплика број 2 од театарот, кој се обидува да зборува за сегашноста и затоа, веројатно, комплетно го избриша македонските предавници, слепи водачи кои ве водат во јамата. Вашите политичари, учениците од гимназијата, гостите од амбасадата. Кои сме ние? Кои сме ние? Учениците од гимназијата, гостите од амбасадата, човекот влезен во кафе во зоолошката градина, патници на автобуската и железничката станица, насловите на романите на Достоевски. Што сме ние? Овци кои ве водат на клање, јарци на курбан или тажната балканска врба. Каде е вистината? Каде е лагата? Јас сум патот, вистината и животот, вели Господ Исус Христос. Потрага за правило и континуитет, содржина и форма за идентификација. Бела бреза и надеж, звезда патоказница, едно од знамињата. Едно. Што предаваш на академија? Дишење. И што уште? Ништо. Не сум тоа јас. Тоа е Луи Жуве во една своја книга Бестелесниот актер. Театарот, религија на духот, култ кон духовноста, се воздига или паѓа бестелесната и убавата, безимената, бела бреза и надеж. Може би мислеше на едно од знамињата. Кој? Професорот кој 3 години ми предаваше глума беше председателски кандидат во Македонија. Сега ја води класата на националностите по актерска игра. Може би му е тоа награда од публиката. Тој што дојде по него не праша дали актерот треба да снима реклама, например, за една шахта. Се разви полемика. Еден од нас е министер за култура. Гостите од амбасадата си отидоа дома. Не знам зошто сум ја запаметил оваа случка со шахтата. Може би ме подсетуваше на убавината, на Јонко Вапцаров и неговата песна. Година 1991-та, малецката сцена на Федеу, малата сцена премиера на Растрел, театар скрби утека според преписката и поезијата на Вапцаров. Пролет моја бела пролет, гласот на Мину Угриновска од сцената. Да, неа повеќе ја нема. Единствен закон на универзумот е нашето исчезнување. Но го има театарскиот маратон со незиното име, не прекинува континуитетот на духот. Видете, Господ Исус Христос ја победи смртта. Од смртта ја победи, ако се вистински христијани, нели? И тој им вели на неговите сотрудници, вие не може повеќе да умрете. Сепак тоа не ни дава право да живееме без достоинство. Се воздига или паѓа ова земја. Песната на поетот Вапцаров. Има граница до каде ја има, а од каде ја нема Македонија. Пазете, тоа е во секое срце. Додека има еден македонец, дали ќе ги спасиш македонците? Бунарот има дно, инаку нема смисол да не има. Република убава земја. Коцката е фрлена. Гостите си заминаа дома, никој од нив не е забележан на автобуската станица. Не знам зошто ја помнам анегдотата со шахтата. Простете, ако ве вознемирувам со вистината. Војна се уште нема, а шунката се расипува. Јадете
Кркајте Господа. Од дрвото на познанието на доброто и злото. Марш, бре, сатано од Македонија. По транзицијата останаа да се доприватизираат уште 3 објекта. Ова е парафраза на Ремарка. Гимназијата, амбасадата и зоолошката градина. Не знам зошто сето тоа ме подсетува на една убава земја. Убавино, ти ме заморуваш веќе. Коцката е фрлена. Македонио, Византијке моја. Видите, тоа се тие состојби. Затоа, тоа пред 30 години пишувано. Поминува така, ќе те потиснат, ќе дојдат партиски полтрони. Македонија гине од партиско владење, полтрони и племенски односи, каде што се форсира еден народ, значи, кој не знаеше ни јазик, му се отвори универзитети да дојде до дипломи, се прави двојазичност, бидејќи тој не може да научи друг јазик. Додека македонците во Албанија и Косово немаат никакви права, ако ќе ги споредиш со овие што ги има, само правата на албанците функционираат. 31 страна, среќен брак или како што милувате. Атентатот врз македонскиот цар беше извршен на денот на свадбата на неговата ќерка. Клеопатра се мажеше за Александар од Епир. Беше 336 година пред нашата ера. Настанот се случи во Еге. Тогаш Филип имаше 47 години. Смртта на Филип го одбележува крајот на македонската превласт. Врескаше Демостен во Атинското собрание. Демостен, син Демостенов, Пајониец, значи тој е нашинец од Пајонија. И го снајде Александар, големиот. Октомври е месец на книгата. Убаво е да се чита и да се познава собствената историја. Додека и јас за македонците го освојувам светот, извикал Александар пред Македонското собрание. Тоа го запишал Плутарх. Мара Бунева си шеткаше еднашка. Ех, мори Маро, маре мори. На камениот мост на Вардар не се бели, маре мори. Не се црви. Во месецот на книгата пукна една бомба на една улица која има 2 имиња. Можеби едното име е нагалено или прекар, или се работи за демократска состојба. Велат дека еден човек влегол во кабинетот на председателот ден или 2 по атентатот. Демократска работа. Можеби е сега член на опозицијата. Швајцарија на Балканот се вика Босна. И таму почна приказката од една свадба. Ете го Владо Черноземски извади една тула од европската вавилонска кула и таа се урна врз Македонија. Тешко е да се пишува, ми вели еден независен новинар од еден независен весник кој излегува секој ден, а се појави од неодамна. Независни сите, само Македонија ја зависуваат. Постојат зависници од сукцесија, од привремени имиња, од приватизација и од месецот на книгата. Уште ли пишуваш во дело, ме праша. Не пишувам јас, тоа пишува во мене. Духот пишува во мене, не живеам јас. Ете, тоа е парафраза на апостол Павле. Така велеше сопругот на сестрата на баба ми Рилка од оваа страна на Македонија. Живееја во Ќустендил. Кога праќаше писма во Македонија, на адресата на писмата пишуваше SFRJ. И со големи букви Македонија. Тогаш се уште беше цела Титовата, неврзаната која после го врзаа и ја врзаа јамката околу вратот. Како што ни рече еден грчки разузнавач на кафе, што правам јас со нив, па пијам кафе, бре, луѓе, дека ја пресекле шунката, која почнала да се расипува, бидејќи не може Македонија, односно Југославија, да е поголема од други некои таму европејски земји. Гордиевиот јазол го пресече македонскиот цар. Некои мислат дека бил отруен Александар.
Гордиев јазоле македонската историја. Благочестива го и христољубива го македонскога цара Стефана закон. Пишува на почетокот на Душановиот законит. Царот Душан Силниот, крунисан со благослов на македонско-охридскиот архиепископ. Македонскага цара Стефана Душана. Македонија е приватизирана оаза. Кој рече сукцесија? Словенскиот сојуз кој ја ослободуваше Македонија од Турција ја подели меѓу себе како погача забадник 1900 и некоја. Паричката си остана дома за да се приватизира. Македонското научно и литературно другарство во Петроград издава списание Македонски глас, весник кој се бори за независна и неделива Македонија и автокефална црква. Лето господово 1912, сенокос жетвар или висок, или едноставно еден обичен јунски ден. Наредната 1913 по клетвата на Српската дипломатска агенција во месец март, односно Орелец или во Цутар, по старо македонски весникот е запрен. Зарем Македонија признава сукцесија за својата поделба? Уште една победа на македонската дипломатија. Сукцесија на собствената окупација. Есен 1919 година Скопје е окупирано од српската војска. Прочитајте ги сведоштвата на доктор Блаже Ристовски во списанието Разгледи. Јанес Сандански, ете го, ја дигнал својата чаша за автономна Македонија. Бугарските офицери ги извлекле сабите, глави ке паѓаат, извикале. Настанот се случува во Солун. И не е важно дали е првата или втората или третата, балканската или светската, иста е за нас сукцесијата. Погача за делба, бадник Македонија. Ар македонските слави за фатија. Председателот на една земја изјавува дека името на земјата е света работа. Октомври е месец на книгата. Македонија е приватизирана оаза. Дали границата со Југославија е од ова или од онаа страна на манастирската порта? Кој кому му дал право да решава да го преправа светото име од Олимската Македонија? Дали некој го прашал македонскиот народ или така сакате насила? Нели чудно погина еден министер за внатрешни работи на Македонија? Сукцесијата е обид да се ублажи беломорската тага. Ја игравме представата ние пред една дива публика, потоа доаѓаат две девојчиња и ни се извинуваат за бучноста. Нели театарот треба и да образува? Видете што напишал. Представата ја зовре крвта во мене, направи да се чувствувам горд што сум дел од овој народ, историја, воопшто дел од ова вечно ние, напишал еден средношколец после гостувањето во една скопска гимназија. Ете затоа не ги укинаа парите нашите слепи водачи и предавници. Така театарот ја остварува општествената функција. Скрби утеха представата ние и ја дарува на собствената земја. По представите на Војдан Чернодрински, првиот скрби утеха се собирале доброволци да се вратат да ја ослободуваат Македонија. Како што ми рече Илија Милчин, дека скрби утеха играњето на представите било борба за слобода. Истото беше и со вториот скрби утеха. Еднаш ке истиот Илија Милчин, Бог да го прости, на театарските игри од Чернодрински стана пред сите и рече: Чернодрински би се радувал, мислам дека рече и би се гордел, што денеска овие луѓе го возобновија неговиот театар. Долга е македонската приказна. Не може да ја прекине никаква забрана, сукцесија, поделба, дали границата е од ова или од онаа страна на манастирската порта. Срамот на привременото име и знаме ке го надживееме. Дали некој го праша или го прашува македонскиот народ или така, насилнички. Швајцарија на Балканот се вика Босна. Во Мореја, старото име за Балканот, е најумно да се знае до каде завршува Југославија, а од каде почнува Македонија. Истото важи за сите комшиски браќа. Па зарем не знаете дека полуостровот се именува Македонски
и дека сите тие народчиња околу македонците, идентитетчиња, се постмакедонски идентитети. Истото важи за сите комшиски браќа. Што ќе се случи ако излезе на улица 200.000 фаланга, например, да испее една песна? Од врв Пирин планина очаен глас се слуша. Проклета и триклета да бидеш ти Европо. Видете, со песна ќе ги победиме. Прости ни Господи Исусе Христе што колнеме во песните. Песната се вика референдумска балада. Атентатите кои се извршени врз македонците не можат да се избројат со прстите на сите раце. Сум напишал 2 раце. Октомври е месец на книгата. Треба да се познава сопствената историја, да се почитува достоинството на сопствената земја. Да се почитува достоинството на сопствената земја. Една е Македонија. Нема постаро име во Европа. Нема постаро знаме. Пишана, именувана, дарувана од Господ Исус Христос и Таткото Небесен во живото слово кое никој не може да го избрише. Време е да застанеме зад своето, за да не ни се подсмева светот. За да не ни се подсмева светот. Атентатот врз македонецот беше извршен на денот на свадбата на неговата ќерка. Не е баш некоја култура и почит тој чин, а нам на македонците ни е потребно почитување меѓу себе, за да не почитуваат и другите. Ке треба да си го вратиме она што другите ни го забрануваат, што е наше, да си биде и да остане наше во името на Господ Исус Христос. Ја враќам Македонија во Исусова, во духовна и во вечна собственост. Кој рече поделба, распад, сукцесија? Кој рече Сатано, марш од Македонија во името Исусово? Балканот, Швајцарија на Балканот се вика Босна. Македонио, сукцесио, солзо моја. Те гледате, тоа се тие текстови кои се пишувани во духот. Гледате тој стил пред 30 години, за жал. Сатаната не дозволи сатанските водачи, притисоци, ова да се обзнани, да стане масовно, да се подржи, и секогаш ние наидувавме на отпор од поднебесните сили на злото кои го владеат овој паднат свет. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус. Македонија постои во духовното царство на Господ Исус Христос. Македонец, Македонија, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14, Дела 16:9, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија. Ете, зато се вика ова друм за Македонија. И разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме Евангелието на љубовта. Благодатта Божја дадена на црквите македонски. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ке минам низ Македонија. Ех, Македонио, љубов Исусова за навек. Амин.